Здраво, драги гледачи на Ема.нет. Добро дојдовте повторно во една лайв дружба. На моје огромно задоволство во денешната моја лайв дружба заедно се дружиме со Андреј од ДНК. Андреј е сега во друштво, ќе покаже со кого. Здраво, Андреј, како си ми? Здраво. Да, јас сум друштво, само да не отида овој чека на тераса да направи белја. А еве го. Да. Ова се вика Ото. Нашето другарче. Нашето другарче Ото, сосема случајно го крсти фото и после, наистина и после чисто седнав да проверам на Google Translate дали има некакво значење на некој јазик уопште. И го регистрираше на јапонски јазик дека значело музичка нота, така да викам Ото. Гледаш. Те крста мото, нема бегање, да. Се е поврзано, така. Да. Андреј, кажи ми како ти ги помина деновите во изолација, дали некојаш во тебе се почувствува некаков страв или паника? Знаеме дека имавте и неколку уклучувања онлайн, па нешто околу тоа. И што мислиш за сета оваа ситуација? Бидејќи и вие сте најмногу погодени музичарите. Па сите сме погодени, дефинитивно. Имавме на среќа на почетокот, тоа беше една убава идеја на Панчо, направивме еден лайв стриминг, лайв концерт, кога уште не беше до тој степен голема експанзијата на болеста, нели не беше толку расширена и како почна да зема све поголем замав, сите почнавме да се затвараме по дома и едноставно као сите нормално се подзаплашивме затоа што не знаевме со што се нели соочуваме и колку е јака и тешка таа болест. Дефинитивно сите не погоди, нема која сфера не е погодена од оваа криза. Ние највеќе затоа што ние практично работиме со најголем број на луѓе. Нели концерти, настапи, дискотеки, таму не може да стојат луѓето на 2 метра оддалечени или е фул диското и се залепени еден до друг и нема друга опција, затоа и сме најпогодени. Инаку, што друго ти кажам, што мислам уврска се со се ова, ја имам еден пријател кој што е доктор по генетика, Горан Кунгуловски, он многу сме блиски и он ги прави практично овие што се тестовите во клиниката Жан Митрев и разговараме често на таа тема. Он не вика дека е нели ништо сериозно, напротив кажува дека е опасно посебно за луѓе кои што се болни, нели, имаат тегови со дишењето, имаат дијабетис и такви работи, така да тој профил на луѓе веројатно треба малце повеќе се чува. А ние младиве можеме и да го прележиме и да не знаеме дека сме го прележале. Ета конкретно што е до болеста. Се надевам дека брзо ќе помине. Дали ќе измисли вакцина или побрзо ќе станеме имуни, не знам трета варијанта. Не се знае, да. Но сепак се надеваме дека ќе излеземе победници од сето ова. И треба да се придружуваме нели кон препорачаните мерки. Апсолутно, да. Андре, малку да го вратиме времето наназад, кажи ми како тебе ти започна музичката кариера и како се најдовте вака со Панчо за да формирате дуо, кој што се уште трае? Па трае, бога ми, едно 20. Је сте секојаш на врвот. 20, па добро на врвот, знаеш како ние се трудиме да бидеме различни во стиловите што ги правиме. Сосема различен тип на музика слушаме и сакаме и ја и Панчо. Тука и нашиот трет член Лазар Цветковски кој што он па сосема нешто трето сака како музика кој ќе ги споиме сите стилови, сите жанрови што ги сакаме и искача веројатно нешто интересно на крај. И потфаќа различен тип на публика, што е според мене нашата формула за успехот. Инаку сме почнати многу одамна. Јас се знам со Панчо уште од кога се запиша во средно музичко прва година, учев со бившата девојка на Панчо, они беа во голема љубов тогаш. Кате соло пеачки и она еднашка не собра еден круг на луѓе од класот и не изнесе у град кај што Панчо ствари работеше на шанк. И тогаш имаше розова коса. Кај имаше коса уште розова беше. Да. И ја имав тогаш коса, ми текна боцки големи. Тоа беше негде која година 96-7 нешто така беше. И мислам дека 98 година, 99 година беше негде нашето прво интервју како ДНК. Значи може да видиш 21 година скоро постоиме. Така со многу хитово.
Да, сосема Песни кои што допираат до публиката. Знаете како знаете кои песни може да допре до публиката и затоа сте и најслушани сега. Тоа е точно, тоа е вистина. Па мило ми е што е тоа така, посебно ете во Штип имаме, можам да кажам дека најубавите, можда едни од најубавите периоди ни се таму поминат. Има најубава публика, бидејќи самиот град е жив и многу убаво живее, плюс се тоа што се случува со студентите што доаѓаат од цела Македонија, има прекрасни жуки, прекрасни дискотеки, многу убав ноќен живот, што дури некогаш искрено низ Скопје даваме примери со тоа какви добри забави се прават во другиве градови, колку поискрени, поубав пристап има од страна на публиката во другиве градови него ли да речеме пример во Скопје, као Штип, као не знам Струмица, Гевгелија, Битола, али секој случај Штип е центарот на забавите. Значи ние го заземаме првото место. Вие дефинитивно, да, што би рекол Панчо, Штипсбург. Да. Ете така. Да знаете дека ни недостигате и се надеваме дека што попрецо ќе заврши оваа ситуација за повторно вака да присуствуваме на некој ваш настап. Андреј, дали некогаш си размислувал дека ќе имаш ваква иднина и ќе стекнеш толку голема популарност која што имаш денес? Знаеш како искрено популарноста е нешто што ние не го апсолутно не го доживуваме така, затоа што сме растени нормално. Ја не знам колку луѓе знаат, иако сегде тоа чути бе што се буниш ти. Нешто така нешто да кажеш. Му се јади, да. Инаку растен сум од Девар 93 година дојдов во Скопје и се ова сосема спонтано почна да се случува со ДНК. Така да немаме не ја осетив некако разликата не осетив промената во мене. Не знам како би требало да се доживувам. Нели ете станавме да кажам популарни со првите хитови како полна месечина, како навлечен на тебе, како пази се од мене што си ден денес. Едни од најголемите хитови што сме ги направиле. Меѓутоа, мислам дека таа популарност не допрела до тој степен да не смени ментално и да се доживуваме не знам како. Едноставно, ја борем, сум сигурен дека исто и Панчо така се доживува, затоа што он е цел живот растен нормално на улица. Нели, за разлика од сега да не алудирам на никој, меѓутоа има луѓе си се доживуваат како многу големи звезди. Да, тоа сакав да го кажам сега. Дека сепак тоа е една доблест во музичката кариера, нели, за некој пеач. Значи да биде приземен, да биде скромен и тоа на кој што публиката го гледа и го цени. Па апсолутно, види, ти по светов има такви звезди што е да речеме еден Брус Спринстин кој што го издал првото CD во историјата на музиката е толку нормален со бела маичка и со обични фармерки и никако посебно веројатно не се ни доживува, што е многу битно, па ние, знаеш, така да нас ни е битно да нашата музика говори сама за себе. Дискотеките и луѓето и забавите си окажуваат тоа дека ние значи практично правиме нешто кое што треба. Ако нема народ на тие концерти и во тие дискотеки, значи дека треба да се замислиме дека не правиме нешто кое што треба. Меѓутоа, чим правиме добри забави, им правиме на луѓето да се чувствуваат убаво со нашата музика и ги допираат нашите песни, значи дека правиме нешто кое што треба. Ете, тоа што јас кажав и затоа сте на врвот. Заради тие работи. Немој многу, ќе ме посрамотиш. Цело време не палиш. Фала ти. Тоа е така. Андреј, јас сум вистина стрекна бидејќи како што кажате, нели ги спомена сега полна месечина навлече на тебе. Значи бев таа кој што ги слушаше вашите песни, навистина ова ми представа едно големо задоволство што си дел сега од мојата емисија. Јас се надевам нели дека ќе се смири ситуацијата, па ќе го викнем и Панчо вака сите заедно да можеме да помуабетиме и Панчо да ги открие твоите тајни, некои тајни твои. Нема никаков проблем, не се плашиме едни од други, сите тајни си ги знаеме и нема големи тајни. Нема големи тајни. Андреј, кажи ми какво детство имаше ти? Какво дете беше? Па како што кажав дека растев во Девар, нели имав искрено стварно убаво детство, имав многу природно нормално детство. Растев покрај езеро, имав кученци таму Кокер. Шпаниел, покрај Радика, имав многу чисти и искрени пријателчиња како дете, другари, турци, торбеши, албанци, босанци буквално и едноставно немаше разлики, знаеш, онакви какви што ги има денеска. Да. Да кажем и дури кога дојдов тука во Скопје, малце имав еден, да кажам, кој ќе отидеш на запад, обично викаме добиваш културен шок, затоа што таму стварно културата е на највисоко ниво, а тука имав така еден некултурен шок што све се случува.
Знаеш, така да има стварно искрено детство и ми фали и ето од време на време гледам што почесто ќерка ми да носам во тој крај. А од друга страна па многу ми фали затоа што тој дел од Западна Македонија можам да кажам дека и најголемото обележје на да кажем и на македонската народна песна и на не знам и на носијата македонска и на не знам и како природа, нели планини, реки, едно друго. Не дека во другиот дел нема, да не ме сватите погрешно, меѓутоа некако ми прави да се осеќам убаво затоа што правата убава македонска песна можам да кажам дека е дефинитивно таму, како не знам, како Кирил Манчевски, како Александар Сариевски, како Наум Петревски, да го кажем од Струја, нели, така да мило ми е што сум растен од тој крај и ете веројатно и преку музикава нешто искача од мене од она што сум го имал таму како дете. Така. Кажи ми, што мислиш, што и фали на денешните деца? Знаеме дека нели технологијата е таа која што го зазема своето место, со мобилни, па што на кој што и недостига нив? Дали тие детските игри нели? Па дефинитивно искачањето на улица со парчето леп у едната рака и патлижа низ ширење у другата. И нели, онака кој што сме растени малце поодамна пред да дојдат овие или овие, да кажам, технолошки работи. Така да, им фали искрено детство, им фали помалку компјутери, помалку телефони, бидејќи се ова што го гледаме на социјалниве мрежи и баш не е и баш вистина тоа што го гледаме, нели? Реалноста е една, а друго е ова што го презентира луѓето по социјалниве мрежи. И се губи осетот за искреност. Споменавме и соработката нели со Панчо, долго време стана време како што кажав. Па кажи ми, што треба да се посетува за едно блиско пријателство? Знаеш како и да речем и во секоја друга врска треба да има пред се љубов кон она што го работиме. Искрено пријателство, треба да има разбирање. Многу пати нели нормално и во дали со порано со девојка или сега со сопругата или не знам или со родители знаеме да се искараме, меѓутоа тоа не значи дека не се сакаме. Кога имаме различни ставови, а можеби па и различните ставови се и формулата за тоа што сме останати толку време заедно, затоа што ако бевме исти, нели немаше да бидеме интересни. Дефинитивно треба разбирање, треба сите пречки проблеми да се седнат и да се решат со муавет. Ние го имаме и двајцата тоа. Секогаш кој ќе дојдат некои поголеми проблеми, клучни, да кажем, околу ДНК, сериозно пристапуваме кон тоа, разговараме најискрено, најотворено. Заедно се разбира со Лазар Цветковски, бидејќи он е нашиот трет член, нели, он кај него работиме музиката и седнуваме, разговараме, а посебно приватно јас и Панчо се разбира дека сме си тука за секакви разни приватни работи. Како браќа. Па да, бога ми, како браќа, да. 20 години, па дури поише време со него поминато него со брат ми. Те гледаш. Дали ти е оној кој што највеќе знае да попушта? Па да, дефинитивно да. Јас сум, може би да кажам, тој помирниот у позадина. Пробувам да ги стишам работите, да ги смирам, затоа што може би као помлад сум бил малце понервозен и сум сватил дека од тие нервозни пристапи кон некои работи нема никаков ефект, не можеш да решиш ништо ако се нервираш. Да, не е потребно. И ако викаш него напротив, треба седнеш и да направиш муавет и да го решиме проблемот. Така да, мада знае често и Панчо да биде истиот човекот кој што ќе ги смири работите, бидејќи он е, да речеме, конкретно у наша врска у ДНК, да кажеме, он е човекот кој што поголем дел од работите ги брка он, спонзорство, настапи, ние немаме менаџер, он е менаџер, он не е практично менаџер на ДНК, затоа што ги знае сите дискотеки, сите газди како диџеи, нели? Едноставно свативме дека нема потреба да едноставно он ги брка поголемиот дел од работите. На некој начин и го сака тоа, и знае многу добро професионално да го работи. Кој ќе се собереме тројцата во студио со Лазар, заедно нели ги смислуваме темите, текстовите, мелодиските линии, аранжманите и така. Добро, дали се сеќаваш на некоја интересна случка на ваш настап кој што можеш сега да ни ја споделиш? Ги имало. Знам дека ги има многу.
имало доста интересни случаи, имало многу настапи, имало многу концерти. Так. Еве да речеме што знам интересни случаи. Не. Се поздравуваат. Се поздравува, да, извини. Интересни случаи, бе, знаеш како, више 15 години активни настапи, имало што немало, мислам, не знам, имало многу интересни случаи, да речеме, не знам, конкретно, не бе да се карате аман. Ајде да се трнаме с вама. Чекај да ти да му. Ти да нека се види. На рад. Еве. Па како да ти кажам, значи, да речем имавме интересна случка. Ајде една интересна случка ќе ти кажам. Бевме у Швајцарија на настап. Добра. И сега нели заврши настапот, ще заврши и утрената не шетаат низ еден од градовите. И Панчо обично тако в цело време ме закача, знае да ме рчка, да ме закача. И ја не знаев и се одам ја пред него, нели, и само гледам се појавува една убава девојка позади мене, онака ме допира и се вртам. И почне да ми збори на англиски, као вика дали сакаш вика да се видиме насамо, да имаме секс, ја гледам онака од кај, а уствари овој отишол го јав на куќа и дал некој динар и рекол да ме брка онака да трча по мене. Да. И така и имаше еден момент дури онака кога сватив што е работата, почна да бегам, ова ме бркаше. Да, знае да прави он такви, мислам, брливи работи. Ама сепак тоа не е љубово, тоа станува и ве гледаш едно прекрасен спомен. Кој што насмееш да се насмееш. Да, знаеш како, ние на настапи сме генерално такви, секогаш обично сметките, шалите се на наша сметка. Тоа ни е прво што сме такви какви што сме, како луѓе, а друго сакаме да сме поблиски до публиката. Затоа што ако глумиш многу филмови на сцена и публиката го осеќа тоа, ако се да кажем на некој начин доживуваш другачие и се занесуваш. И нас ни е прво многу поубаво затоа што сме поблиски со публиката и посебно кога ги пееме песните, едноставно што толку енергија ни дава кога гледаме дека публиката не доживува многу нормално и така и сакаме да доживува. И многу ми е мило што сме стигнати до тој стадиум да сме го постигнале тоа. Така. Андре, кажи ми што мислиш, што треба да поседува еден пеач, дали ние знаеме да си ја цениме нашата македонска музика и што и недостига? Прашањето ти е сосема коректно и на место, мислам дека дефинитивно малку помалку си ја цениме од што вистински треба да ја цениме и треба да ја негуваме, посебно да кажам, ајде конкретно под музика не мислиме само на поп музика, на забавна музика, него мислиме и на народна музика. Дефинитивно треба да си ја цениме и негуваме старата македонска народна песна, ја како љубител и на народната музика, иако да речеме голем дел од ова што го правиме, јас сосема друго слушам, си сакам блуз, џез, соул, класика ми е у срце. Тука ми е клавирот, цел со сега да не го покажам, пошто има на него еден куп алишта у моментов. Разбирам. Тоа значи дека не сум го отворил одамна. Треба да си ја цениме, треба да твориме, има доволно место за сите на естрадата. Така да нема потреба од караници и нервози помеѓу колегите на естрадата. Тоа е моje мислење, има сосема доволно место за сите стилови, за сите жанрови. Има доволно публика, има доволно дискотеки, клубови и концертни простори за изведување на концертите, така да. Дефинитивно треба малце повеќе се држиме како музичари да си ја цениме, а не да речеме она што највише не нервира нас. Не нервира, меѓутоа не е фер, едноставно доаѓаат, не знам, од Бугарија гости, од Србија гости, од не знам кај гости со никаква кич, селска музика и ги плаќаат газдиве многу пари. Зборам за составниците на дискотеките и на клубовите. Ако ќе видиш од друга страна, па истите тие луѓе ги доаѓаат и на наши евенти. Мислам дека ние внатрешно треба малце повеќе да се чуваме. И ние музичарите и луѓето што организираат евенти, апсолутно да. Така.
Андреј, сега малку да позборуваме за твојот приватен живот. Ти си татко на едно прекрасно девојче Јана, ние ја поздравуваме, да ни ја поздравиш Да, после. дали како бебе. Ете Јана, Да. прекрасна. Кажи ми, на што те промени тебе родителството и каков татко си ти? Па, види, тоа е нешто што треба да се случи за човек да свати што уствари имаме у нас, а треба да се појави такво едно бебче за да го роди тоа у нас. Тоа чувство зборам. Дефинитивно ме смири, ме промени, ме слободно можам да кажам, ме осозреа, пошто бев незрел. Не бев зрел до овој степен нормално и едноставно веќе, како да ти кажем, у една реченица да го опишам таткоството, кој ќе се видам у огледало, више не го гледам Андреја, него ја гледам Јана. Така. Дали сакаш, например, утре други ден Јана да се занимава со музика? Тоа дефинитивно би ми ја наполнила душата. Баш скоро давав едно интервју на истата тема. Мислам дека не би бил посреќен да еден ден она стане, бидејќи учев средно музичко и неа да завршив за жал академијата, тоа се фатив со другава музика. Па неа завршив, меѓутоа имам голема љубов и страст кон класичната музика и би ми било полно срцево, не знам, еден ден да видам у македонска опера балет како пример, не знам, како балерина или како пианист или како не знам, дел од филхармонија. Да. Или како дај Боже како соло пејачка, како оперска пејачка. Убав е тој живот, бидејќи и од друга страна, знаеш зашто мислам дека многу би сакал да го тера тој живот, затоа што горе доле поголем дел од тие луѓе и колеги што ги знам од средно и од академија, што се сега работат како професионални музичари, живеат многу помирен тип на живот, знаеш, многу да кажам на некој начин се сепарираат по тие кругови, што е убаво. Меѓу нив си имаат некои нивни филмови у глава, не се баш како не дека се да не ме сватиш погрешно дека ги преценувам или па другиве ги подценувам, меѓутоа у тој круг на музичари има стварно еден убав тип на живот. Знаеш, цело време се врткаат околу класичната музика, одат по концерти, се надградуваат, се надополнуваат многу поубаво да речеме, неголи поголем дел од другава младина што иде на Аца Лукас, така. Така, да. Јас мислам дека ти си прекрасен татко и дека Јана ќе има целата таа поддршка од тебе. Па ќе има она поддршката што и да се одлучи. Татко ми бил таков со мене, никогаш не ме форсирал на ништо. Изборот бил секогаш остане на мене. Ќе го оставам и јас на мојата ќерка. Да. Андре, дали ти си доживал некое разочарување во животот и знаеме, нели, дека некојаш се соочуваме со негативни коментари или некоја тага или други работи, нели, кои што знае животот да ни ги донесе, па како ти си подготвен на сите тие работи, како го... Види, сите сме имале разочарувања, како љубовни, емотивни, да, финансиски, секакви разочарувања има во животот. Тоа е дел од животот и тоа само треба да не направи, нели, како што викаат сите појаки и да не научи нешто. Сум гледал конкретно емотивните, љубовните разочарувања од да кажем некои девојки во кои што сум бил заљубен, сум ги надминувал со нели почесто дружење со прави другари, што се многу малку, слушање музика, не знам, шетање, не знам, нормално некојаш знаеме и ете да се опуштиме, да се напиеме некоја чашка. Така да и тоа е за луѓе. Да, дефинитивно, да. Сум гледал да ги надминам што побрзо за да се вратам у нормала, за да продолжам во потрага по нели правата личност која што за среќа ете ја најдов, се појави и ете решив да створам фамилија. Така, тоа е нешто најубаво. Да. Андреј, дали се водиш според некое мото во животот? Не, дури сум малце повеќе од што треба лефтерен. Меѓутоа, она што можам да го забележам дека па и без разлика што не многу сум се замарал и не многу сум се водил по некое мото, дека па сепак на крај убаво испаднале работите, затоа што никогаш не сум модел во екстрема, не сум правил екстремни работи, не сум правил лоши работи, значи јасна ми била линијата помеѓу доброто и лошото. И кога знаеш дека
дека не треба да направиш лоши потези за твоја поубава иднина, дека сигурно еден ден ќе ти се врати. Така да задоволен сум и среќен сум од ова што ни се десило и на приватен план и на професионален како ДНК. Мислам дека не знам кој више од естрадава има што останале 20 години заедно. И сме имале 2 феноменални концерта на Саен по 7000 луѓе. Мислам, буквално кога искочивме на сцена со Панчо, не ни се веруеше дека има толку народ. Да, и сепак после се тоа сме останале нормални, да кажам. Нормални во овие ненормални времиња. Да, вие можете да видите и пример за сите оние кои што сака да се занимаваат со музика и како треба се да се однесуваат со публиката, значи и на приватен план и на музички. Па било ми е што така мислиш. Ете. Тука сме ако треба совети. Ете гледај. Дојдовме па на моето. Да. Андреј, излезе, ако не се лажам, ако не сум грешка, пред 4 недели новата песна "Јави ми". Да. Ајде малку да ни откриеш околу тоа, сега не знаеме каква ќе биде ситуацијата, но дали имате вие со Панчо некои идни планови за некоја нова песна или на пример албум? Ние имаме вака, значи ние среќа у несреќа, ја снимивме оваа песна пред некои 3-4 месеца, мислам. Ја имавме во студио кај Лазар Цветковски. И бидејќи нели сега се затворено и забрането е да се собираат поголеми групи на луѓе, не можевме да снимаме видео, да кажам видео кое што можеби повеќе би одговарало и би се залепило за песната и за темата. Меѓутоа ете искочи идеја на Панчо да еден млад дечко направи анимиран цртан филм со сите овие актуелни ликови што гледаме во секојдневието и иако нема допирни точки видеото со темата во песната и со текстот, мислам дека многу се залепи, гледам луѓе во пубаво, прифаќаат еве за месец дена има 200 и кусур илјади гледаност. Интересна е, ведра е, ги расположи луѓе со посебно со видеото. А наредно иначе ние така работиме сосема спонтано, значи работиме, не правиме, не мислиме да речеме, немаме некој конкретен зацртан план, имаме агенда годишна, меѓутоа еве на секои 3 до 4 месеци таков ни е планот да вадиме по една песна. Фала му на Бога, има се уште лојални спонзори кои што се со нас за да ни искачат у пресет за спотови, за не знам, за разни работи кои што ни требаат. И за тоа сме актуелни, имаме среќа имаме да на секоја песна, која што вика Панчо, има на секоја песна да вадиме спот. Така да и секоја песна има некоја порака во себе. Па има сите песни, знаеш, гледаме да направиме различни стилови на песни за да потфатат и емотивни тематики и интересни битови за во дискотеки, значи кои ќе ги пуштиш да има луѓе да може да се раздрмаат, да се разиграат. Да се развеселат, да. Но што мене највеќе ми прави задоволство е тоа што со нашиот бенд можам да кажам дека направивме реаранжмани на скоро сите песни и баш си ги направивме, онака ги стегнавме да звучат баш како што треба и тоа гледаме дека има многу фидбек на сцена и по концертите и по дискотеките. Така. Од луѓето, да. Андре, за самиот крај на оваа лайв дружба, дали сакаш некого да поздравиш? Па, би сакал хубаво да поздравам, да ги поздравам, ќе биде себично да поздравам само некој мој, искрено сакам да ги поздравам сите луѓе у земја, сите твои гледачи. Дај Боже ова побрзо да заврши, дај Боже што помалку болни да има. Да се вратиме у нормала. Мислам дека уште една е да моја порака да кажам, така да наречам, мислам дека ова би требало дефинитивно сите да не замисли дека ете видиш од кога се случи ова, сваќаме дека сме сите исти, нема више тука да ги цениме малите работи. Да ги цениме малите работи, нема тука пари имал, немал, фаќаш болест и чао, те снемуе. Така да дефинитивно треба да се подзамислиме и малце да го смениме сите пристапот кон луѓето, значи да имаме подобар пристап едни кон други, а не нели да глумиме мангупи, фраери, не знам. Така да тоа би било. Што друго?
И благодарам многу за одвоеното време. Знам дека немаше време на одвој, навистина ти благодарам. Како што кажав, да се смири ситуацијава и ве чекаме во Штип со задоволство. И ви посакувам се најдобро, поздрави го Панчо од нас. И останете во добро расположение. А на нашите гледачи, чао, чао и ова беше се од нас. Поздрав, чао.